Трговците на големо и мало загрижени по одлуките на владата. Ангел Апостолски режираше реклами за Пета и Супербол. Стокомак влегува во српскиот пазар. Нови правила на Европската унија за отпадот од храна и текстил. Албинен нуди пари за нови жители. Марко Трајановски европски шампион во ММА. Стопанската комора на трговци на големо и мало, која представува компании што се занимаваат со прехранбени и непрехранбени производи, пијалоци и тутун, изрази сериозна загриженост поради неодамнешните одлуки на владата. Тие бараат итна средба со премиерот Христијан Мицкоски и министерот за економија и труд Бесар Дурмиши за да ги разгледаат последиците од овие одлуки и да ги презентираат своите аргументирани предлози. Според најавените мерки, владата планира да ги ограничи маржите на основните прехранбени производи, со цел намалување на цените за околу 10%. Меѓу производите кои ќе останат со исто ниво на цени се млекото, лебот, брашното тип 400 и 500, јајцата, маслото за јадење, јогуртот и киселото млеко. Трговците изразуваат загриженост дека овие мерки нема да ги заштитат социјално загрозените граѓани, туку најголемата корист ќе ја имаат потрошувачите со повисоки приходи. Дополнително, тие предупредуваат дека овие одлуки можат да нанесат значителна штета на трговските предпријатија и да создадат неизвестност во нивните идни инвестиции и активности. Македонскиот режисер Ангел Апостолски, познат по своите креативни рекламни проекти, беше ангажиран од Пета за создавање на рекламни спотови за време на најскапото и најпрестижно спортско шоу во светот, Супербол. За 30-секунден рекламен блок во ова шоу се плаќа $8 милиони. Апостолски, кој живее и работи меѓу Софија и Амстердам, е еден од ретките европски режисери што имаат реализирано реклами за Супербол. Кампањата што Апостолски ја создаде за Пета, со наслов "Совесните мафијаши", е дефинирана како најкреативна од подпредседателката на Пета, Лиса Ланге. Кампањата се осврнува на етичката мода и промовира облека произведена без насилство. Апостолски вешто комбинира наративна длабочина со визуелна уметност, создавајќи реклами кои се доживуваат како кратки филмови, емотивно силни и визуелно впечатливи. Исто така, со хумор и духовитост, ја пренесува важната порака за правата на животните. Еден од најголемите македонски малопродажни ланци, Стокомак, наскоро ќе започне со работа во Србија. Според информациите објавени од порталот Retail Србија, компанијата планира да отвори модерни дисконтни маркети во 5 српски градови: Пирот, Ниш, Паракин, Лесковац и Панчево. Стокомак е основан во 1997 година и во моментов поседува повеќе од 70 продажни локации низ Северна Македонија. Трговскиот ланец е познат по широкиот асортиман на прехранбени и непрехранбени производи по конкурентни дисконтни цени. Според изјавата на компанијата за Retail Србија, првата продавница во Србија е планирана да се отвори кон крајот на март или почетокот на април, во зависност од подготовката на просторот и административните процедури. Понатамошната експанзија ќе се реализира со отворање на нови маркети на секои 2 до 3 недели. Во српските продавници, Стокомак ќе нуди околу 1200 производи во постојана понуда, а компанијата веќе преговара за нови локации со цел проширување на присуството на српскиот пазар. Ова експанзија представува значаен чекор за Стокомак во проширувањето на своето регионално присуство и обезбедување на конкурентни цени и квалитетни производи за потрошувачите во Србија. Европската унија донесе нови правила за управување со отпадот од храна и текстил, кои се фокусирани на намалување на отпадот, зголемена рециклираност и промоција на циркуларната економија. Овие правила се дел од напорите за намалување на негативниот импакт врз животната средина и поттикнување на одржливи практики во производството и потрошувачката на производи. Новите правила вклучуваат обврски за земите членки да ги намалат количините на отпад од храна на ниво на домакинствата и малопродажбата. Меѓу најважните мерки е намалувањето на отпадот од храна, што треба да се постигне преку подобра организираност и поддршка за донаторски програми, како и со развивање на платформи за делење на вишок од храна. Дополнително, за да се спречи одлагањето на отпадот, планирано е изголемување на процентот на рециклираност на отпадот од текстил, со што ќе се помогне во намалувањето на отпадот што завршува на депонии. Регионот ќе се фокусира и на развој на индустријски процеси кои ќе ја поддржат циркуларната економија, што подразбира поврат на материјалите што може повторно да се користат во производство. Со ова се очекува значително намалување на екстремниот притисок што го врши производството на нови ресурси и намалување на енергетскиот отпечаток. На крај, новите правила ќе придонесат и за поттикнување на промени во однесувањето на потрошувачите, кои ќе бидат поосвестени за изборот на производи кои се произведени со помала количина отпад и кои се погодни за рециклирање. Европската унија ќе продолжи со вложување во инфраструктура за рециклирање и ќе обезбеди финансиска поддршка за иновации кои ќе го подобрат управувањето со отпадот и ќе го зголемат одржливото производство.
Вистина е дека идиличното село Албинен, сместено на 1300 метри надморска височина во швајцарските Алпи, нуди значителни финансиски стимулации за да привлече нови жители и да го запре демографскиот пад. Локалните власти одлучија да поттикнат имиграција со финансиска поддршка, 25.000 швајцарски франци за секој возрасен помлад од 45 години, 50.000 франци за парови и дополнителни 10.000 франци по дете. Вистина е дека оваа програма има одредени услови. Новите жители мора да купат или изградат имот во вредност од најмалку 200.000 франци, да се обврзат на најмалку 10 годишен престој и да стекнат швајцарско државјанство. Сместено во живописната долина на Рона, Албинен е блиску до скијачки центри и термални извори. Вистина е дека поради намаленото население, селото има потешкоти со одржувањето на локалните училишта и јавните служби, па оваа стимулативна програма е дел од стратегијата за зачувување на една од најубавите алпски заедници во Швајцарија. Вистина е дека Албинен не е познат само по својата иницијатива за привлекување нови жители, туку и по својата зачувана традиционална архитектура. Дрвените швајцарски куќи со цветни балкони и тесните камени улички му даваат на селото автентичен планински шарм. Вистина е дека во близина на Албинен се наоѓа познатиот термален центар Ликербат, кој е еден од најстарите и најпопуларните во Европа. Со природни топли извори и современи бањски капацитети, оваа атракција привлекува посетители кои бараат релаксација и лековити третмани. Вистина е дека за љубителите на природата, Албинен нуди спектакуларни пешачки патеки што водат низ алпски предели со неверојатен поглед кон планинските врвови. Со свеж воздух, мирна околина и можност за активности во секое годишно време, ова село представува идеално место за оние што сакаат да уживаат во недопрена природа. Македонскиот борец Марко Трајановски испише историја со освојувањето на европската титула во ММА. Со доминантен настап, тој успеа да ги совлада сите противници и да го донесе престижниот трофеј во Македонија. Во финалната борба, Трајановски покажа извонредна техника и физичка подготвеност, наметнувајќи го својот ритам од самиот почеток. Неговата победа е резултат на години напорни тренинзи и посветеност на спортот, а овој успех го става меѓу најдобрите борци на континентот. Со оваа титула, Трајановски ја зацврсти својата позиција на европската сцена и најави уште поголеми предизвици во иднина. Македонија доби нов спортски херој кој со својот успех инспирира многумина. Трговците на големо и мало загрижени по одлуките на владата. Ангел Апостолски режираше реклами за Пета и Супербол. Стокомак влегува во српскиот пазар. Нови правила на Европската унија за отпадот од храна и текстил. Албинен нуди пари за нови жители. Марко Трајановски европски шампион во ММА.